Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добро утро, и ова утро сме заедно и оваа среда на фреквенциите на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Маљановски, советник на председателот на владата за труд и социјална политика. Добро утро, како сте? Добро утро. Добре дојдовте. Добре. И денеска имаме скокотлива тема, секако непријатна, помалку, но сепак крајниот исход од темата на која денеска ќе зборуваме можеби е и полезен во некој случај. Лош брак или добар развод? Поточно темата ни е бракоразводите и последиците од него. Секако може да не контактирате на живот@rsm.mk или, ако имате некое прашање директно до доктор Маљановски, на 31 31 332. Законот за семејство доктор Маљановски предизвикува неколку услови кои треба да бидат исполнети за еден брак да престане, значи да се разведат супружниците. Кои се условите за развод на бракот? Од правен аспект гледано, постои една општа формулација и таа формулација најчесто се пишува во тужбите за развод кои се доставуваат до соодветните судови, а тоа е тешката нарушеност на брачните односи или неслагање на карактери. И тоа е една општа формулација која во секоја тужба би требало да постои. Јас најнапред би сакал да напоменам дека регистрираните бракови, значи постои вонбрачна заедница и брачна заедница кои се со закон изедначени. Значи живењето во вонбрачна заедница каде што не е она друга процедура направена, потполно е изедначена со брачната заедница. Сакајќи да се повлече, интенцијата на законодавецот е да се повлече од законите кои директно навлегуваат во интимата на човекот, па така да имаме една историска еволуција каде што во почетокот на 50-тите години скоро и да не било возможно да се брачните партнери да се разведат. Тоа се однесува и на нашиве простори. Апсолутно, така, за нашите простори зборувам. Така да после, со повлекувањето на законодавните решенија, доаѓаме и до развод. Во основа имаме два вида на разводи. Спогодбени и разводи со тужба. Во спогодбените разводи, брачните партнери скоро во целост се договараат за понатамошните чекори во фазите на развод. Додека по тужба, значи каде што немаме овој договор. Како што е и насловот на емисијата, последиците од разводите се навистина многу тешки, особено за децата. Меѓутоа, во секој случај и за брачните партнери. Зошто? Заради тоа што кога стапуваме во брак, мислиме се најдобро. Градиме куќа која во моментите кога ќе треба да се разведе излегува дека куќата е од карти. Една нитка се тргнува и све паѓа во вода. Научните истражувања кажуваат дека стресот и последиците од разводот се втори во градацијата после смртта на своје дете. Заради тоа што навистина голем број на разводи поминуваат, да ги кажеме така наречено лесно, меѓутоа има разводи каде што навистина последиците може да бидат и трајни кај децата. Тоа не го кажуваат и нашите колеги, професори, учители во училиштата, каде што приметуваат дека кај децата е нативка повлеченост, ненаспаност, можеби и семејно насилство, можеби и други разни причини, каде што се разведуваат нивните деца. Да, законот за семејство е доста либерален за развод на бракови и дава повеќе можности за брак, како што рековме, нели, како што споменавте вие, спогодбениот развод е најчест. Според едно истражување на еден форум, стасав до информацијата дека просечната македонска жена попрво би се развела поради свекрвата, отколку поради љубовницата на својот сопруг. Да. Ете така е направено истражувањето, така велат овие податоци, повикувајќи се на последните истражувања на психолозите и на социјалните работници. Какво е вашето мислење? Зборувам од навистина долгогодишно работно искуство во Центарот за социјална работа, каде што би сакал само да напоменам. Значи, во центрите за социјална работа доаѓаат барања од судовите каде што има малолетни деца. Значи, имаме
судовите пресудуваат за разводи кога нема деца брачните партнери или кога децата се над 18 години. При евентуално кога се има деца под 18 години, односно малолетни, тогаш доаѓаат во центрите. Барањата за разводи доаѓаат во центрите за социјална работа. Во барањето се наведува дека се бара обид за помирување на брачните партнери и евентуално доверување на брачните партнери, каде што нема спогодба меѓу двајцата брачни партнери, каде да припаднат малолетните деца. Кај кој од родителите, односно кој да ја врши старателската улога при евентуален развод. Кога зборуваме за причините, никогаш една причина не е причина за развод. Да. Што велиме, дури кога капката ќе ја наполни чашата, кога ќе ја прелие, тогаш навистина се поднесуваат документите за развод. Зошто го зборувам ова? Заради тоа што при поднесувањето е тешка одлука, да се разбереме. Навистина е тешка одлука да се поднесе или да се почне да се разговара околу разводот. Самиот институт е посебно формиран за да се ги сближи луѓето. Во бракот се раѓаат деца. Во бракот има и други работи, се ствараат имот, се создава и други имотни добра се прават. Така да навистина одлуката за поднесување на бракоразводна парница е навистина исклучително тешка. Посебно се работи кога и двајцата партнери бараат децата да им припадат на еден од нив. Во основа центрите за социјална работа навистина имаат изворено тешка одлука да одлучат ако родителите не се спогодат, кај кој од родителите би требало да бидат доверени децата. Тоа е една трпна работа, меѓутоа, знаете, ние не ги зимаме, односно, државата и центрите не ги зимаат за себе. Ги доверува на еден од родителите, кој е попогоден во дадениот момент да ја обавува родителската функција. Имаме слушател на линија. Добро утро. Добро утро, ве слушаме. Во програма сте, повелете. Сакав нешто уопште за ова разводиве да кажам, моје лично искуство животно, дека највеќе во разводите страдаат децата и тоа е најстрашно од се. И затоа на мои сега пријателки што го имам, мислам јас треба така размислувам дека без оглед кај кого е детето, родителите не смеат да зборуваат пред него еден против друг. Пошто за детето, каков и да е родител, татко или мајка, тоа му се родители и мора да е поврзана со нив. А тоа кај нас е мана. Ако е детето кај мајката, таа збори против таткото, ако е кај таткото, против тоа не е во ред. Да, за жал е така, во правост. И што имам дадено на мои другарки, да го пустат детето кај својот татко, верувајте дека станале вистински личности. Психички здрави и сето тоа, родителите им помагаат. Тука е грешката. Иначе нормално, ако не се согласуваат, зашто да бидат заедно. Ви благодарам за јавувањето и за вашето мислење. Убав, пријатен ден. Доктор Мајановски, дали децата во најчест случај припаѓаат кај мајката? Во основа, да, во отприлика 70% од случаите припаѓаат кај мајката. Меѓутоа, апсолутно и оние останатите припаѓаат кај таткото. Ако знаете, случај на случај, да, во конкретен случај. За жал, како што рече слушателката, имаме често да децата како се ги трујат родителите. Зборуваат. Знаете, брачната заедница е чудна институција. Фактички, допред тужбата сме живееле заедно, сме делеле се, одеднашка после разводот или после поднесувањето стануваме најголеми непријатели, каде што едно од средствата се децата. Се зборува за другиот родител. Се зборува најлошо за другиот родител. Се измислуваат работи се со цел да се понижи, да на еден начин да се тргне од животот. Меѓутоа, ако партнерските односи се нарушени,
Има право потполно слушателка. Тоа не значи дека родителските. Никој друг родител не може да му биде на тоа детенце и на тие деца. Така да, тамо каде што оваа ситуација се надминува, свеста преовладува, тамо децата остануваат, да кажам, психофизички здрави. Тамо каде што не е надминат, родителската улога треба да се истакнува, треба да се зборува. Татко ти е да, або евентуално ако припадна децата кај мајката, татко ти е добар, меѓутоа ние не се слагавме, од тие причини одлучивме да се разведеме. Татко ви секогаш ќе ве гледа вас, ќе ги дава на викенди, на посети и да продолжи колку што е можно по-нормален живот за децата. Колку што е можно. Затоа што се видело за возрастните, одлучиле да се разведат, меѓутоа децата сигурно не учествувале во целата таа ситуација. Дали има пример, дали се случува впрочем, детето да биде прашано кај кој родител сака да остане? Тоа е најпроблематичната работа. Во основа во центрите социјална работа никогаш не се поставува прашањето кај кој родител. Очекувано е, апсолутно очекувано да детето ги сака двајцата родители. Значи постојат методи и техники, психолошки предимно педагошки, каде што при одлуката се нијанси кај кој да бидат доверени децата, веќе кога им е тоа овластување дадено на стручни лица. Знаете, изворедно тешко е и од страна на одлуката на стручните лица. Кој е тој психолог, педагог, социјален работник или евентуално дефектолог да одлучи за судбината на туѓи деца? И од тука ние се обидуваме на секој начин да родителите се спогодат, да се надминат себе си и се во интерес и добробит на тие деца. Тие се родители на тие деца и тие одлучуваат за понатамошната судбина на децата. Никој не би требало. Меѓутоа, за жал, отприлика во едно 10 до 15% случаи оставаат одлуката да падне на Центарот за социјална работа. Исклучително тешка одлука, исклучително напорна, можно огромни притисоци се врз родителите, а замислете какви се притисоците врз децата, кај несовесните родители. Тогаш се употребуваат сите средства да се нападне другиот родител. Дали има случаи кога децата се разделуваат, да речеме едното дете припаѓа кај едниот, другото кај другиот родител? Единствено при нивна физичка одделеност, повеќегодишна физичка одделеност, каде што не е створен тој братски, сестрински или бешовет контакт. Значи при евентуално 5-6 години ако се разделени децата физички, тогаш да. Ми рековте односно ме прашавте за одлуката на децата. Да. Во основа, после 10 години се зима, не пишува, тоа го нема во законот, меѓутоа и судовите постои можност да бидат децата повикани. И ние им сугерираме родителите, немојте да дојдете во ситуација да дете биде повикано на суд и да каже кај кој од вас двајца би требало. Знаете, тоа е навистина исклучително тешко прашање за секого, па дури и за нас. Да одговориме кај кого од родителите повеќе сакаме. Тоа е страшно нешто. Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. И оваа среда сме заедно во Живот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Денешната тема е бракоразводите и последиците од него. Разводот на брак представува единствен излез од состојбата на тешката нарушеност на брачните односи, односно спас од лошиот брак. Има некои статистики, доктор Маљановски, дека всушност браковите се разведуваат поприлично во првите години од бракот. Колку е ова навистина така, но има и други екстремни ситуации секако. Да, се спомнува во литературата дека 7-та година е критична и дека ако до 7-та година не биде разведен бракот, тогаш огромна е веројатноста дека ќе се продолжи да се живее заедно. Нема некоја стрикна бројка, односно година кога е кризите во бракот. Кризи во бракот секогаш ги имало, ги има и ќе ги има.
Меѓутоа да се дојде до степен на неподносливост во брачните односи, тогаш и доаѓа до тужбите за развод. Првите години се навистина критични заради тоа што имаме склучување на бракови каде што релативно малку се познаваат брачните партнери. Меѓутоа ни тоа не е никаква гаранција. Имаме долги познанства со неколку години, па кога ќе се склучи бракот, да реално може после кратко време да се разведе. Затоа што едно е забавувањето и живеењето без некакви посебни обврски, а друго е живеењето во заедница. Живеењето во заедница, посебно ако се живее заедно со други генерации, во семејствата, пошироките семејства, тогаш навистина представува проблем и на индивидуата, и на заедничкото живеење. Како што ја спомнав малку понапред, за поднесување на развод се размислува многу, меѓутоа и тогаш кога реално постои можност да со стручна психолошка помош на некој од брачните партнери им се помогне, односно да се надмине кризата и евентуално да продолжи брачниот живот. Ние во Македонија имаме предбрачни советувалишта отворени скоро во сите центри за социјална работа, каде што да не ги кажам евентуално потенцијалните луѓе кои сметаат дека треба да се разведат, не е лошо да ги посетат овие советувалишта, односно двајцата брачните партнери пред да ја донесат таа судбоносна одлука за развод. Од тие причини и успешни, јас би сакал да кажам дека се успешни, успешно функционираат, 10 до 15% да ги кажам се спасуваат, каде што разликите се зборувам помали, каде што може да се надминат, каде што им се укажува на последиците од разводот и кога добро ќе размислат, ќе видат дека не по секоја цена би сакале развод. Меѓутоа, во овие семејства каде што се одлучуваат на развод, мораме да знаеме дека никој не бега од добро. Никој не ја напушта брачната заедница од добро. Имаме сешто, имаме економско угнетување, имаме психолошко угнетување, имаме семејно наследство. Така да кога ќе се собере можеби се има алкохол, можеби агресивно однесување, можеби некоја болест, и затоа и законот предвидува различни видови на тужбени барања во однос на разводите. Така. Со животот во заедница, ако зборуваме дека живеат младите со нивните родители, младите луѓе немаат можност да го развиваат својот брак и едно, например, 4-члено семејство плюс со деца со просечни примања едве може да опстане. Па со тоа родителите економски помагаат и на некој начин се мешаат во животот на младите. Што предлагате во вакви ситуации за спас на бракот? Во секој случај реално согледување на состојбите во заедницата. Да се створат услови првенствено за самостојно живење. Ако се живее во куќа, да се физички одделат, затоа што е и малку нефункционално и малку е несоодветно да различни генерации живеат на исто место, од разбирливи причини. Во случај да немаат можност, затоа што на вистина постои реално заради невработеност, отпуштање од работа, економски причини, тогаш може и постарите членови на поширокото семејство помагаат. Со тоа помагање си даваат за право да влијаат врз некои одлуки на идните брачни партнери, што е еден од можните начини на конфликт. Препорачувам да секој, ако е и секако можно, да се оддели и да живее во самостојна брачна заедница, да видат што е благодетот од живење, да стварат семејство, да бидат повеќе детни семејства и така натака и се тоа што е можно. А вашето долгогодишно искуство што вели? Дали по секоја цена да се задржи еден лош брак заради децата, што ќе биде помалку стресно за нив или да се разведат? Да, во секој случај она реченица подобро развод отколку лош брак стои, апсолутно. Таму каде што се сите елементи на нас, од семејно наследство, психичко, економско, таму каде што постојано има граници или каде што нема граници, каде што нема разговор, каде што отсаствува едниот брачен партнер
подолг временски период, велам се консумираат големи количества на алкохол, можеби психотропни супстанции, таму е подобро, далеко подобро на брачните партнери се разведат, меѓутоа човечки, цивилизирано, без некои поголеми, што е можно помалку травми за децата, отколку да го подигнуваат тој нивен конфликт, приватен конфликт едно повисоко ниво. И само накусо ќе мора да завршиме. Што велат статистиките? Дали е повисок коефициентот на разводи? Во Македонија последните неколку години не, варираат бројките. Варираат од година во година, така да немаме некоја посебен трет на пораз на бракоразводните парници. Ви благодарам за сега. Чинам дека и следната емисија повторно ќе се навратиме на оваа тема. Поздрав до вас. Бивме заедно на фреквенциите Радио Слободна Македонија во емисијата Живот. Водител и уредник Рашела Гинова Карафиловски, техничка реализација Дина Вучков, денеска 11 ноември 2015. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.